основа на член 28 од Статутот на општина Гевделија ја отворам 10-та седница на Советот на општина Гевделија. На денешната седница се поканет Андон Сарамандов, градоначалник на општина Гевделија, Ангелинка Петкова, пратеник во Собранието на Република Македонија, Сашко Јанчев, пратеник во Собранието на Република Македонија, представници од југоисточниот плански регион, представници од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевделија, представници од Општинското основно училиште Владо Кантарџиев Гевделија, представници од Основното општинско училиште Крсте Месирков Гевделија, представници од Основното општинско училиште Ристо Шуклев Негорци, представници од Основното општинско училиште Климент Охридски Мировци, представници од Основното општинско музичко училиште Васко Карјанов Гевделија, представници од јавната општинска установа Библиотека Гоце Делчев Гевделија, представници од јавната општинска установа Детска градинка Детска радост Гевделија, представници од Флорид Гевделија, представници на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналис Гевделија, представници на општинската администрација, представници на средствата за јавно информирање. На денешната седница се присутни 15 членови на Советот од вкупно 19 членови колку што брои Советот. Според тоа постои кворум за полноважно одлучување. За записничар е одреден вработениот Благој Картов, а за правник е одреден вработениот Благој Ристов. Записникот од 9-та седница ви е доставен. Дали има забелешки по истиот? Доколку нема, го ставам записникот од 9-та седница на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека записникот е едногласно усвоен. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог заклучок за усвојување на годишниот извештај за реализација на програмата за развој на југоисточниот плански регион за 2025 година. Точка 2. Предлог одлука за обезбедување финансиска поддршка од буџетот на општина Гевделија за 2026 година за ученик Стефан Младеновски и ментор магистар Сево Ѓорѓиев за учество на ИЕО 2026 година. Точка 3. Предлог измени и дополнување на буџетот на општина Гевделија за 2026 година. Точка 4. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште во општина Гевделија за 2026 година. Точка 5. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските улици и патишта во општина Гевделија за 2026 година. Точка 6. Програма за измена и дополнување на програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевделија за 2026 година. Точка 7. Предлог програма за измена и дополнување на програмата за активностите на општина Гевделија во областа на социјалната заштита за 2026 година. Точка 8. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевделија за 2026 година. Точка 9. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на Општинското основно училиште Владо Кантарџиев Гевделија за 2026 година. Точка 10. Предлог решение за давање согласност на измените и дополнувањата на годишниот план за вработување на Општинското основно училиште Владо Кантарџиев Гевделија за 2026 година број 01/198/1 од 4.5.2026 година. Точка 11. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 2027 година на Општинското основно училиште Владо Кантарџиев Гевделија број 01/168/1 од 20.4.2026 година. Точка 12. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на Општинското основно училиште Крсте Месирков Гевделија за 2026 година.
Точка 13. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 2027 година на Општинското основно училиште Крстен Сирков Гевгелија, број 01/204/7 од 21.4.2026 година. Точка 14. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на Општинското основно училиште Ристо Шуклев Негорци за 2026 година. Точка 15. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 2027 година на Општинското основно училиште Ристо Шуклев Негорци, број 01/158/1 од 21.4.2026 година. Точка 16. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на Општинското основно училиште Климент Охридски Миравци за 2026 година. Точка 17. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 2027 година на Општинското основно училиште Климент Охридски Миравци, број 01/145/7 од 17.4.2026 година. Точка 18. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на Основното општинско музичко училиште Васо Карјанов Гевгелија за 2026 година. Точка 19. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 2027 година на Општинското основно музичко училиште Васо Карјанов Гевгелија, број 01/49/7 од 17.4.26 година. Точка 20. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на јавната општинска установа Библиотека Гоце Делчев Гевгелија за 2026 година. Точка 21. Предлог решение за усвојување на измените и дополнувањата на финансискиот план на јавната општинска установа Детска градинка Детска радост Гевгелија за 2026 година. Точка 22. Предлог решение за давање согласност на статутарната одлука за измени и дополнување на статутот на јавната општинска установа Детска градинка Детска радост Гевгелија, број 02/111/12 од 15.4.2021 година. Точка 23. Предлог решение за разрешување член на управниот одбор на ЈУГД Детска радост Гевгелија како представник на општината. Точка 24. Предлог решение за именување член во управниот одбор на ЈУДГ Детска радост Гевгелија како представник на општината. Точка 25. Предлог одлука за продолжување на работното време на гостителски објект. Точка 26. Предлог заклучок за усвојување на извештај за реализираните проекти на Флорид Гевгелија, каде што како партнер се јавува општина Гевгелија. Точка 27. Предлог решение за давање согласност на финансискиот извештај на ЈПКД Комуналис Гевгелија за периодот од 1.1.26 до 31.3.26 година. Точка 28. Информација за состојбата и активностите на кутињата скитници во општина Гевгелија. Точка 29. Информација за состојбата со снабдување со вода за пиење во населените места во општина Гевгелија. Точка 30. Информација за актуелната состојба со водоснабдувањето во населено место Негорци, општина Гевгелија. Точка 31. Информација за фекалната канализација во населеното место Негорци и нејзиното истекување во обработливите површини. Точка 32. Информација за одржување и користење на јавниот простор за паркирање во Гевгелија. Како дополнителна точка ви е доставена точката 33, предлог одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Богданци. Отварам претрес по предложениот дневен ред. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, го ставам предложениот дневен ред на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека предложениот дневен ред е едногласно усвоен со 16 гласа за. Менуваме на работа по усвоениот дневен ред. Предлагам поради слична содржина точките 4 и 5 да се разгледуваат заеднички, да се гласат поединечно, а исто така и точките 6 и 7, точките 9, 10 и 11, точките 12 и 13, точките 14 и 15, точките 16 и 17, точките 18 и 19, точките 21 со 22, точките 23 и со 24
и точките 29, 30 и 31 да се разгледуваат заеднички, а да се гласат поединечно. Го ставам ова предлог на гласање. Кој е за, молам нека крене рак. Констатирам дека предлогот е едногласно усвоен. Преминуваме на точките од дневен ред. Точка 1. Предлог заклучок за усвојување на годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2025 година. Отварам предлог заклучокот со извештај од комисиите. Представник од Југоисточниот плански регион е присутен, му даваме збор прво на представник. Повелете. Почитуван председателник, почитувана председателка на Советот, почитувани советници. Годишниот извештај на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион се подготвува на претходно подготвен образец од страна на Министерството за локална самоуправа и истиот представува документ кој дава детален преглед на активностите, постигнувањата, финансиските резултати и други значајни аспекти на работата на Центарот за развој за една финансиска година. Годишниот извештај вклучува информации за различни аспекти на работата, како што се реализирани проекти, финансиски состојби, степен на имплементација на програмата за развој со проекти не само од Центарот за развој, туку од сите 10 општини, како и одржани настани, обуки, објавени вести, кои имаат за цел да обезбедат транспарентност и отчетност пред заинтересираните страни. Преку програмата за рамномерен регионален развој за 2023 година со индикативно планирани средства за 2024 година, преку проектот подобрување на енергетската ефикасност на јавни објекти во Југоисточниот регион, каде за Гевгелија беше реализирана активноста реконструкција на спортската сала Партизан. Преку Интерек ИПА програмата со Грција, во рамки на проектот Tax for All или пристапност и инклузија за сите до јавните туристички ресурси и туристички услуги, општина Гевгелија ќе добие електрично возило за разгледување на знаменитости специјално прилагодено за лица со попреченост и лица со намалена подвижност. Ова возило ќе овозможи полесен пристап до туристичките и рекреативните локации во општината, со што Гевгелија ќе стане подостапна и поинклузивна туристичка дестинација. Посебно значење има фактот што за прв пат ќе се поведе ваков тип на инклузивен туристички превоз во регионот, овозможувајќи им на лицата со попреченост активно да учествуваат во туристичките и рекреативните активности. Во рамки на проектот Green for Good, општина Гевгелија ќе добие повеќе значајни зелени инвестиции и инфраструктурни подобрувања насочени кон одржливиот развој и енергетската ефикасност. Проектот предвидува поставување на полнак за електрични возила, со што ќе се поддржи развојот на екомобилноста и користењето на одржливиот транспорт. Инсталација на фотоволтаичен систем на основното општинско училиште Крстен Бисирков, што ќе придонесе за намалување на потребувачката на електрична енергија и користење обновливи извори на енергија, како и адаптација на зелен едукативен центар во Пионерскиот дом во Гевгелија. Од овој едукативен центар ќе служи како простор за обуки, работилници и активности поврзани со одржлив развој, енергетска ефикасност, циркуларна економија и подигување на еколошката свест кај младите и граѓаните. Во рамките на проектот ХАРЦ, општина Гевгелија ќе има значителни придобивки во делот на унапредување на здравствената заштита и идната медицинска помош. Во рамките на проектот за општина Гевгелија предвидено е едноцелосно опремено амбулантно возило, два автоматски дефибрилатори поставени на јавни места, како и еден полуавтоматски дефибрилатор за потребите на здравствениот дом и еден ЕКГ апарат за подобрување на диагностиката и идните медицински интервенции. Дополнително, како општина со граничен премен и големена фреквенција на патници и туристи, значењето на проектот за Гевгелија е особено важно. Поставувањето автоматски дефибрилатори на јавни локации во близина на фреквентните точки ќе овозможуваат побрза реакција при срцев застој и други итни состојби, што директно може да придонесе за спасување на човечките животи. Со набавката на новото амбулантно возило и медицинската опрема ќе се подобрат капацитетите на здравствените институции, ќе се овозможи побрз транспорт и интервенција на пациентите, како и подобри услови за работата на медицинскиот
персонал. Ви благодарам. Дали некој се јавува за збор? Попов, Сивова, Алчинова? Сивова, Повели, добро. Повели, да? Окей. Стават по неколку прашања, па се повика. Сивова, Алчинова, Сивова. Благодарам, председателке. Почитувам председател на Совет, почитуван градоначалник, почитувани представници на општинската администрација, почитувани колеги, представници на медиумите, почитувана гергелиска јавност, добар ден. Најпрво честитки за новоизбраниот ВД директор на Југоисточниот плански регион. Се надевам на успешна соработка, затоа што во интереси на општина Гергелија и на сите да имаме добра соработка. Сега имам едно кратка, да не кажам забелешка. Јас сум член на Советот вторната. Значи, вие сте именуван на 19 ноември 2025, како што прочита во извештајот, но претходно сте биле во Југоисточниот плански регион како раководител на меѓуопштинска соработка, регионален развој и имплементација на проекти. Јули-октомври 2022 сте биле ВД директор пред назначувањето на Ѓоко Камчев, кој сега градоначалник на општина Валановиќ, кој не се лаже. Значи, цело време сте тука и сте запознаени со проблематиките и потребите на општините. Сега јас имам една забелешка што и во минатиот состав на Советот ја упатив од претходниот представник на Југоисточниот плански регион. Значи, извештајот немам замер. Извештајот е 135 страници, јас сум советник што сака да ги има материјалите и ги читам. И да не кажам се потрудив и си ги отштампат, ама од 135 страни, колку што содржи извештајот за реализација на програмата за развој на Југоисточниот плански регион за 2025 година, општина Гергелија е спомната на неколку страни. На два пата за исти проекти, на една страна за реализираните проекти, во рамките на 10 општини уште на неколку страни. И значи, ние како советници треба целиот извештај да го извртиме за да дојдеме до тие податоци. И можеби тоа и не е улогата како советници, нели, како материјалите кога ќе ни дојдат на совет да ги прегледаме, ама и во минатиот состав на советот упатив едно, ако е можно. Значи, знам дека овој термин го добиват од Министерството за околна самоуправа, ама мислам дека воопшто не е проблем да направите само едно кратко резиме, кратко дополнување на целиот тој извештај за самата општина каде што присуствувате, затоа што знаеме дека Југоисточниот плански регион е составен од 10 општини: Гергелија, Богданци, Дојра, Валандово, Струмица, Ново село, Гостидево, Василево, Кончи и Радовиш. И кога доаѓате во соодветната општина, пример, тогаш да се каже за таа општина тоа. Сега, да, реконструкцијата на спортската сала Партизан, почетокот беше јули 2024 година, се имаше активности во 2025 година, но не се завршени. Сега само едно прашање, вака, мене чисто ме интересира, процентуално 2025 колку проценти од целата реализација и колку останува сега за оваа година. Спомнато е проект намалување на загадувањето на воздухот, проект Зелено за добро Г4Г, реновиран центар во Гергелија. Па сакам да прашам што тој проект опфаќа. И сега уште нешто. Значи, во минатиот состав, поранешниот представник на Југоисточниот плански регион наброја одговорница повеќе проекти, интересни се ги целија. Меѓу кои и сега истото и вие го кажате, дефибрилаторот, многу беше атрактивна, мислам, за нас
намерата да се отвори вински музеј ни од тоа ништо. И сега се надевам дека сите овие проекти што ги наведовте сега, дека ќе доживеат реализација во 2026 година. Лепо благодарам. Благодарам. Процедурално кажете само кој член е прекршен или е направена отстапка од деловникот од одредби. Закајте се пред да излезете процедурално. Значи, повелете. Почитуван представник од Југоисточен регион или ВД директор веќе, во вашето излагање како советник приметив многу ке купиме амбулантно возило, ке набавиме возило за лицата со потреби, со посебни потреби, значи го разгледуваме извештај за реализирани проекти за 2025 година. Не разгледуваме програма за работа за 2026 или 2027 година. Затоа се согласувам со колешката Силова, излезете тука на говорница и кажете кои проекти точно ги реализирате во Гевгелија. Значи проекти кои што се завршени, спортската сала, улицата Сава Михајлов и ред други. Наброите ги тие и кажете колку парични средства точно се одвоени, како процент од Југоисточен регион за општина Гевгелија. Тоа не интересира. Тука се разгледува посебно, треба да се разгледува делот на Гевгелија како дел од Југоисточен плански регион. Нас не интересира и граѓаните на општина Гевгелија, значи што се прави во Кончи и во Брајковци. Претежно ги интересира што се прави на територијата на општина Гевгелија. Затоа бидете концизен и јасен, излезете, кажете овие проекти ги завршивме, толку и толку парични средства се потрошени, тоа е процентот од буџетот на Југоисточниот плански регион. Благодарам. Процедуралното ви беше материјална расправа и земавте збор, колега Тодоров. Следен за збор е Попов. Почитувани колеги, ова ми е мене петти извештај по ред, добро ми е познат. Знам дека добар дел од работите наведени таму се поминати и овде на совет во претходниот мандат и затоа извештајот го очекував оправдано со оптимизам и сега потврдувам дека извештајот е добар и дека ја има поддршката на советничката група на ВМРО-ДПМН. Истиот е детален, вклучува буквално се што е сработено во минатата година, планирањето за наредниот период, буџетот кој што се реализирал и се останато. И затоа мојата дискусија беше планирана да биде кратка и сведена на една забелешка и две прашања. Сега ќе биде уште пократка, бидејќи забелешката коинцидира со забелешката која што веќе ја слушате и од колешката Силова и од колега Тодоров, а се однесува на структурираноста на извештајот. Теркот на ово извештај е стар, кој знае од кога, петти пат го гледам истиот, може би не и од вас, може би е наметнат од некоја повисока институција, меѓутоа забелешката во врска со истото не е за прв пат спомната во овој совет, не знам дали ја слушате во другите општини, и точно и јас не го прочитав целиот извештај детално, не затоа што е многу голем, 130 нешто страни, туку сум читал и пообилни документи во животот, туку затоа што го читав селективно, барајќи ја цело време Јевгелија. Да не се повторам тоа што веќе беше споменато, сите проекти кои што се реализирани во Гевгелија во текот на изминатата година не успеав да ги најдам, бидејќи ја имате Гевгелија, па неколку општини, па пак Гевгелија и се така циклично додека се дојде до крај. Затоа и јас ја поддржувам оваа иницијатива, ќе повторам не за прв пат спомената тука, ако може да го систематизирате извештајот по општини. Па во содржината на извештајот, прва, втора страна, ќе најдам дека на 39-та страна почнува Гевгелија, па таму да прочитам се што е во врска со истата, за останатите општини ќе читам
доколку можем и сакам, доколку имам потреба за некои компаративни анализи понатаму кои што би ми биле потребни евентуално и слично. И воедно би предложил наративниот финансискиот извештај, и двата би се добри. Меѓутоа, доколку може да се споат воедно, па на крај читаме дека во Гевгелија се реализирани 15 работи, наведени сите, секој од нив чини толку и долу сумарно во 2025 за Гевгелија се потрошени средства толку и толку. Тоа би било околу забелешката. Двете прашања. Првото, пак нема да биде за прв пат поставено тука, се однесува на ова веќе е заеднички интерес на сите општини од Југоисточниот плански регион, а се однесува на регионалната депонија планирана во село Доброшинци. Така. Тоа е општина Василево. И таа идеја е многу одамна, сигурно е повеќе од една деценија стара, како реализација исто така тече со години. 4 пати наназад овде од представници на вашата организација слушаме дека работите се движат кон финиширање. Можете ли да ни кажете дали веќе се назира крајот на реализацијата на тој проект и има ли некој приближен датум на кога тоа истото би можело да профункционира? И едно подпрашање во истиот контекст. Ме интересира која институција е надлежна да го менаџира, да го управува целиот тој процес. Претпоставам дека е некој министерство за животна средина или добро. Имат ли некој оперативно тело пополнето со стручни лица, експерти од дадената област кои сето тоа го водат? Ме интересира дали во рамки на истото се одвива некоја редовна комуникација со вас, претпоставувам, да, но и со комуналните предпријатија кои што утре во ново настаната ситуација ќе треба да ги превземат своите нови обврски. Јавното мислење, јас ќе ви кажам дека не е подготвено. Има тука многу важни моменти во врска со отпушнувањето на тој нов начин на управување со цврстиот отпад во нашиот регион, ако може да прокоментирате тоа што можете и го знаете со сигурност. И второто прашање би ми било, тоа го знаат колегите тука, јас многу големо внимание обрнувам на меѓународната соработка и на државата и на општината. Тоа ми е многу важен момент, отсекуваш. Дали имате ингеренции во делување во прекогранична соработка меѓународна, не само со нашите соседни држави членки на Унијата, туку и пошироко? Дали нешто околу се работи на тој план, па ќе го читаме, да кажеме, во наредниот извештај? Ако може тоа да ми го прокоментирате вие или градоначалникот, ако е нешто повеќе информиран, ме интересира како идеја за тековна или за воиднина, дали нешто се работи околу тоа. Тоа се моите прашања. Однапред благодарам за се што можете да ми одговорите, за тоа што не можете, не ве обврзувам да ми одговорите писмено. Благодарам. Благодарам. Сега да ме отвори на колешката Сивова, Хиров, па да може да одговори. Повелете. Почитуван градоначалник, почитуван председавач на совет, почитувани колеги советници, представници на општинската администрација, почитувана јавност, добар ден. Како советничка група не сме против регионалниот развој, ниту против проекти кои носат подобар живот за граѓаните на општина Гевгелија. Во извештајот гледаме формално набројување само на активности, без некоја суштинска анализа за општина Гевгелија. Колку проекти целосно се реализирани, колку финансиски средства се истрошени, имаме само општи формулации без мерливи показатели. Сметам дека ваквите извештаи треба да содржат јасни финансиски и развојни показатели, појасна финансиска структура, конкретни индикатори за успешност, рокови на реализација и јасна споредба помеѓу планирано и реализирано. Ветувавте дефибрилатори на новиот пазар, 3 дефибрилатори прочистувачи на воздух. Ветувавте 10 полначи за електрични возила. Ветувавте вински музеи и така натаму и така натаму. Многу општи формулации, но многу малку мерливи показатели. Затоа, како советничка група, овој пат ќе бидеме воздржани. Ви благодарам.
Благодарам. Киров, повелете. Почитувани присутни, добар ден. Поздрав до ВД директорот на Центарот за Југоисточен плански регион. Ќе бидам краток, нема многу да се задржам и да се повторам. Се согласувам со сите претходни излагачи кои што поставија прашања до директорот. Немам забелешки во делот на извештајот. Меѓутоа, сакам едно прашање до вас конкретно. Во делот на медицинската опрема, тоест опремата која што беше отпочнат самиот процес со претходниот директор со Ѓоко Камчев. Тој е проект кој што трае негде околу 3 години. И тогаш и јас како поранешен директор на Општа болница Гевгелија, со поранешниот директор проектот заедно го правевме. Така да добро сум упатен во тој дел и во делот на набавка на медицинската опрема направивме тогаш договор да ова опрема што сега ја кажавте во делот на возило за итна медицинска помош, во делот на дефибрилатори и во делот на ЕКГ мониторите, значи таа опрема не беше наменета цела за општина Гевгелија. Ние како болница која што покрива и општина Дојран, бевме задолжени да направиме план и проект за набавка на здравствена опрема и за општина Дојран. Што значи, во нашиот проект беше вклучена и општина Дојран. И не се од тоа што вие сега го кажавте како донација за наша општина, е за нашата општина. Значи, тука е вклучена и општина Дојран и добар дел од таа опрема треба да биде за општина Дојран. Така да не мислам дека сето тоа што ќе биде наменето ќе остане во Гевгелија. Моето прашање до вас кратко. Дали сето ова останува така и дали нешто се има променето во тоа? Благодарам. Благодарам. Представете, повелете. Благодарам на прашањата, доколку сум во можност ќе ви одговорам на дел од прашањата. Значи, годишниот извештај, како и самите знаете, се подготвува на подготвен образец од страна на Министерството за локална самоуправа, кој што опфаќа активности и на дел од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и на дел сите 10 општини кои предлагаат проекти и се ставаат внатре во самиот извештај. Проектот, кој што кажа советничката, дека за проектот подобрување на енергетската ефикасност на јавни објекти во Југоисточниот регион или реконструкција на спортската сала Партизан. Проектот е завршен и е предаден на општина Гевгелија. Купната реализација на активностите се 16.376.984 денари, од кои учеството на општина Гевгелија изнесува 7.777.412 денари. Во врска со прашањето за регионалната депонија, сум запознаен дека пред неколку месеци имаше неколку состаноци, но ние како центар не бевме известени за присуство на тој состанок. Во врска со проектот Hard Safe, односно значителни унапредување на здравствената заштита и идната медицинска опрема. Овде јас ги кажав само придобивките што ќе бидат за општина Гевгелија. За општина Дојран ќе има посебни придобивки кои што ќе добијат и тие полуавтоматски дефибрилатор и автоматски дефибрилатор. Друго прашање кој што беше поставено,
Како сум го испуштил некој? Да, за меѓународната соработка. Значи, ние, освен со проекти кои што ги имаме аплицирано со Интерекипа, програмата со Република Грција, значи аплицираме и други проекти кои што имаме добиено веќе и преку други програми. Не е само со Република Грција, имаме аплицирано и со Република Бугарија, со Интерекипа, Хоризонт програмата, Адрија програмата. Толку доколку има прашање, уште нешто ќе ги одговорам. Благодарам. Попов? Димитров? Благодарам на одговорите. Јас сум особено задоволен од одговорот на последното прашање. И подпрашање кратко, колку ја има Гевгелија во тие рамки? Проектите кои што ги најавивте за реализација се добиени преку програмите за прекогранична соработка. Кој може подобро да одговори? Тој, ви благодарам. Димитров? Почитуван председател, почитуван градоначелник, почитуван директор. Извештајот го разгледав. Јас сум здравствен работник, многу сумите не ме интересираат, ме интересира што ќе добие Гевгелија и граѓаните на Гевгелија. Ова е иновативно автоматски и полуавтоматски дефибрилатори на јавни површини. Секој ден нашата сала е исполнета со гледачи, организираме различни манифестации од ракометниот суперкуп, кошаркарски лиги, младински кошаркарски лиги. Сега ќе бидеме наесен, мислам, и домаќини на младинското кошаркарско првенство организирано преку Кошаркарската федерација и убаво би било спортската сала да добие еден од овие автоматски дефибрилатори како често користено фреквентно место за собирање на поголема група на луѓе, ако може да влијам на одлуката каде да биде сместен едниот. Амбулантно возило секако ни треба, секогаш ќе ни треба, затоа што имаме настани, нашите екипи организираат, дечињата имаат еден настан во Негорци, друг настан во Богородица, трет настан во Мрзенци, така да имаме планинарење честопати, така да екипите се успеваат засега, се надевам дека успеваат секаде да испорачаат соодветна медицинска екипа, така да амбулантно возило ќе ни биде повеќе од потребно. Имаме често културни манифестации на отворено, еве сега ќе го отвараме новиот мол, така да амбулантно возило и екипа од брзата медицинска помош секој ќе биде присутно на местото на настанот. Така да Гевгелија во овој момент има настани на секој десетина дена каде што собира повеќе од 1000 луѓе. Сега ќе бидеме домаќини на 4 дена, ќе имаме преку 50.000 гости од другите општини, така да една одлична промоција на нас. Улиците ги гледаме кои што се реализирани во претходниот извештај, некаде ако не сум баш добар математичар, гледам околу 65 милиони денари се издвоени за општина Гевгелија во овој извештај што го прочитав за реконструкција на улици, патишта, надпатници, влез на Гевгелија, улица Сава Михајлов, улица Ѓоко Тутушев, изграда на улица во Негорци, така да многу проекти, не можам ни сите да ги запамтам. Така да продолжите и да не заборавите во следниот извештај да дуплирате сумата за општина Гевгелија. Благодарам. Благодарам. Сигурна реплика? За на Димитров? Колега Димитров. Значи, одговорница, секој пат ја користите приликата да кажете вака, така, Гевгелија се гради, улици и се, тоа е факт. Овде зборуваме за извештајот за реализација на програмата за развој на Југоисточниот плански регион. Значи, и во самиот извештај, што се наведени реализираните проекти, не се од Југоисточниот плански регион. Значи, наведен е мега шопинг парк во општина Гевгелија, но тој е од приватен инвеститор. Наведено е изградба на парк со детско игалиште на улица Деко Ковачев, но тој е од Министерството за транспорт.
Наведени се сите вие реализирани активности за изградба, реконструкција, рехабилитација на улица на општина Гевгелија, но тој е од собствен буџет на општина Гевгелија. Значи не зборуваме сега за буџетот на општина Гевгелија, него зборуваме за извештај за И сега кога се веќе на говорица, не ми одговоривте за овој проект намалување на загадувањето на воздухот, проект Зелено за добро. Кога веќе сум на говорница, упатив прашање до вас, а не ми одговоривте што опфаќа ова што е наведено реновиран центар во Гевгелија. Намалување на загадувањето на воздухот, проект Зелено за добро, Г4, Г или 6, како му доаѓа. Мислам кога веќе сум на говорница да ми два пати се. Благодарам. Благодарам. Контра реплика Димитро. Колешки Силова, на два пати на дискусиите за буџетите бегавте. Не слушавте на YouTube. Така беше. Два пати ја напуштавте седмица. За да се изгради мега шопинг паркот, мора да има пристапна улица. Мора да има сообраќајно решение. За да се изгради Lidl маркетот, исто треба да обезбедиме. Градоначалникот се бори, што преку министерство, што преку општина, што со собствено финансирање, што со спонзорства. Еве изгласавме минатиот пат сообраќајно решение за друга приватна инвестиција. Мислам ти се каже. Ке не слушате сега на извештајот. Киро, па, Петро. До директорот на Југоисточниот Бански регион, очигледно не ме разбравте што ве прашав. Значи, општина Дојран нема своја институција која што може да повлече средства за вакви проекти. Општа болница Гевгелија беше таа која што во име на општина Дојран повлекуваше здравствена опрема за нив. Они имаат амбуланта која што е, да не кажам, празна, голи зидови. Значи, ние сме тие, општа болница повлекува опрема за нивната амбуланта. Таа опрема ја баравме ние. И таа опрема што вие ја кажувате цела не е за нас. Значи, еден дел од таа општина останува во Дојран. Значи, нема општина Дојран да ви бара на вас медицинска опрема, него општа болница Гевгелија ќе бара за општина Дојран. Ние како, да кажем, покровители на таа амбуланта. Што значи опремата, дел од таа опрема што треба кај нас да биде, ќе биде кај нив, таа нема да биде цела за нас. Не разбирате? Тоа ми беше прашањето. Дали сето тоа останува така или нешто се смени? Благодарам. Благодарам, Петро. Добар ден, почитувани колеги советници, почитувана председателка на совет, почитуван градоначалник, почитуван директори. И јас, почитувана јавност, се јавив така, ми беше малку симптоматично во одговорот на директорот спомна дека, иако не помниш да се јавам за збор, спомна дека клучен еден регионален проект на овој центар е енергетски ефикасен регион, како што разбрав добро. Нели, успешно реализиран од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион со цел за јакнување на енергетската независност на локално ниво. И спомнавте, значи, овој модел поддржан од Министерството за локална самоуправа и спомнавте дека во Гевгелија се изградени фотонапонски централи на КСТ емисијата, така, успешно функционираат. Па еве, само сакам да ви информирам вас и јавноста, значи ние и Центарот и Министерството сакал да направи енергетски ефикасна општина, а нашиот совет и градоначалникот пред 3 седмици не усвоја предлогот, законскиот предлог за енергетски општински план. Па еве, како оди понатаму, не знам како ќе биде, бидејќи овие советници крена рака против усвојување на општински енергетски план, кој што е законска обврска.
Тоа сакам само да ви информирам. Значи, вие се трудите, може да направите проект инсталиран, ќе работи, а Советот не дава зелено светло на законски огласки. Благодарам. Реплика? Димитро? Реплика? Мислам дека сите заедно за енергетскиот план се сложивме дека треба обемна анализа од стручни лица. Тука не знам, на сите сивито не ви го знам, меѓутоа електроенергетичари и машински инженери и електротехничари по занимање не гледам многу. Гледам доктори, економисти, правници. Така да за тоа треба длабока анализа, па да имаме конкретен предлог колку ќе чини финансиска импликација, нели? За се збарате финансиска импликација во општината, колку ќе кошта, што ќе кошта, па тогаш да гласаме за реален проект. Благодарам. Контра реплика? Благодарам на репликата колега, доктор Илумија. Точно дека нема меѓу нас овакви, ама ако го читавте законот и правилниците, јас ги читав и пак ќе ги повторам што ги кажав и на таа седница, дека ниту вие, ниту градоначалникот, ниту јас изработуваме општински енергетски план. Ние даваме зелено светло да изработи некој општински енергетски план. Градоначалникот ќе одлучи дали ќе оди со јавна набавка, стручна фирма да изработи општински енергетски план. Вие не дадовте подршка тоа да почне тој процес да се реализира. Како ќе се реализира, како ќе се направи таа стручна анализа, кога не дадовте подршка да го направи некој? Благодарам. Благодарам. Тука завршуваме со дискусијата, затоа што е надвор од точката на дневен ред, а точката на дневен ред е извештајот на Југоисточен плански регион. Дали директорот ќе земе спор по останатите прашања? Градоначалникот прво ќе подаде спор, повелете градоначалник. Почитувани советници, значи накратко само во однос на енергетскиот план што сега беше тема на дискусија, значи со формирањето на Министерството за енергетика од оваа година наша законска обврска е како локална самоуправа да испраќаме енергетски план за следната година, во овој случај 2026 година, и за тоа нема потреба за одлука на Совет. Значи таа е наша законска обврска и истата е извршена до 15 мај 2026 година. По зависност од капацитетите, од потрошувачката и сите параметри кои беа потребни за да тој енергетски план и општина Гевгелија и сите општини за прв пат го испратија до ново формираното Министерство за енергетика. И сите наредни чекори кои ќе бидат преземени, ќе бидат согласно со ова Министерство, кое е ново, и верувам и тука ќе имаме нови законски регулативи во однос на било какви превземени действија во однос на енергетиката, на ресурсите и на минерални суровини, на било што. Значи, нашата обврска ние завршиме до 15 мај, е испратен, е прифатен од страна на Министерство за енергетика планот, енергетскиот план за 2026 година. Во однос на имаше на точката што е на дневен ред, имаше реакција од дел од советниците во однос на проектите кои што општина Гевгелија ги има преку Југоисточен плански регион и докаде дали се завршена реализацијата, докаде се постапките, што ќе се реализира. Затоа сакам да бидете запознаени детално, проект по проект, да ги набројам кои проекти се завршени, кои се реализираат, докаде се постапките и кои ќе се реализираат во наредниот период. Значи, завршена е реализацијата на проектот кој е со Бирото за регионален развој, односно реконструкцијата на спортската сала Партизан 2025 година. Ние сега сме во постапка за натрешно опремување, пошто истата ќе биде ставена во функција. Значи, тој проект во соработка со Бирото за регионален развој е целосно реализиран. Во тек на реализација е проектот од меѓуграничната соработка со Бугарија, реконструкција на школото во Серменин и
Овој проект ќе биде целосно реализиран, мислам, до крајот на 8 месец, а може би и порано, значи тука интензивно се работи за реализација на проектот. Од меѓуграничната соработка со Бугарија по програмата за животна средина е проектот за изградба на нов модерен парк од 25.000 квадрати кај Сува река. Тука имавме една неуспешна постапка и во тек е нова постапка за реализација. Во однос на Г4, значи делот со инвестиции во животната средина, значи тука имаме реконструкција на просторија во Пионерскиот дом. Таа е големата просторија на први спрат, која ќе биде претворена во зелен едукативен центар, а ќе биде за потребите на Советот на општина Гевгелија, и овде е завршена постапката. Во наредниот период ќе почне со реализација проектот за реконструкција на таа просторија. Завршена е постапката и за поставување на фотопанели на основното училиште Крсте Петков Мисрков, и во наредниот период и тие ќе бидат поставени, а од проектите кои што се во однос на животната средина, значи имаме една неуспешна постапка за поставување на електричен полнеж, и овде веќе има нова постапка објавено за набавка на електричното возило за посета на знаменитости, значи специјално прилагодено за лица со попреченост. Овде во наредниот период ќе има јавна набавка. Значи тука не е започната, немаме ни една постапка за јавна набавка. Амбулантното возило, кое треба да биде за потребите на општа болница во Гевгелија, во моментот трае јавната постапка, јавната набавка, ќе трае 60 дена и ќе заврши на 17 јуни. Исто така, во делот од здравствената заштита имаме и 2 дефибрилатори за јавни места, еден полуавтоматски дефибрилатор за потребите на општа болница Гевгелија и еден ЕКГ апарат за подобрување на диагностиката. Значи, ова се сите проекти кои што се во соработка со Бирото за регионален развој за на Југоисточен плански регион. Дел се со Бирото за регионален развој, дел се од пограничната соработка со Грција, а дел се од пограничната соработка со Бугарија. Благодарам. Благодарам. Доколку никој друг не се јавува за збор, го ставам предлог заклучокот на гласање. Кој е за, молам, нека крене рака. Моли? Предлог заклучок. Предлог заклучокот. Предлог заклучокот на гласање. Дали е јасно сега што кажа? Кој е за, молам, нека крене рака. Против? Воздржани? Констатирам дека предлог за заклучокот по точка 1 е усвоено со 11 гласа за и 6 воздржани. Преминуваме на точка 2. Благодариме на представникот на Југоисточен плански регион. Точка 2. Предлог одлука за обезбедување на финансиска поддршка од буџетот на општина Гевгелија за 2026 година за ученикот Стефан Младеновски и менторот магистар Стево Ѓорѓиев за учество на ИЕ од 2026 година. Отварам претрес по предлог одлуката со извештај од комисиите. Представникот од општинската администрација е присутна и даваме прво збор на представничката. Повелете. Добар ден на сите. Почитувани, во врска со предлог одлуката за обезбедување финансиска поддршка, каде стои дека ќе бидат исплатени средства од буџетот на општина Гевгелија. Имам една забелешка, односно да се коригира одлуката, затоа што се работи за не е физичко лице и не подлежи на персонален данок. Износот од 180.000 ќе биде исплатен на
Сојузот на математичари, каде што е наведена и сметката и даночниот број. Доколку имате прашања, поведете. Благодарам на представникот. Дали некој се јавува за збор? Сивова? Може би сум ситничар, но секој пат сакам да бидат работите на чисто. Значи, член 2 се менува во делот, останува финансиските средства кои ги обезбедува општина Гевгелие се во нето износ од 180.000 денари, толку до таму и ќе бидат исплатени од ставката А0412 Совет на општина Гевгелие. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, ја ставам предлог одлуката на гласање со зададената корекција, каде што износ од 200.000 денари се коригира во нето износ од 180.000 денари. Од членот 2, останатата формулација останува иста во одлуката. Молам кој е за, нека крене рака. Констатирам дека предлог одлуката по точка 2 е едногласно усвоен. Преминуваме на точка 3. Предлог измени и дополнување на буџетот на општина Гевгелија за 2026 година. Отварам претрес по предлог измените со извештај од комисиите. Представникот од општинската администрација е присутна и даваме збор на представничката. Повелете. Почитувани, измените и дополнувањето на буџетот на општина Гевгелија врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства во буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од планирањето, се предлага до Советот измени и дополнување на буџетот. Исто така, измените и дополнувањата се вршат и врз основа на известување од Министерството за финансии, добиено со архивски број 083078/7 со дата од 7.4.2026 година. Измените и дополнувањата со измените и дополнувањата се врши зголемување на вкупниот буџет, односно износот од 887 милиони се зголемува на 970, кој се однесува со вкупниот буџет, кој основниот буџет се зголемува за износ од 66 милиони, од кој 24 милиони се зголемен ДДВ, а остатокот е пренесен вишок од мината година. Кај буџетот на дотации се зголемува за износ од 15 милиони, буџетот на самофинансирачки активности се зголемува за износ од 76.000, а буџетот на донации се зголемува за износ од 925.000. Со измените и дополнувањата, вкупниот буџет ја има следната структура: основен буџет во износ од 513 милиони, буџет на дотации во износ од 404 милиони, буџет на самофинансирачки активности од 22 милиони и буџет на донации од 30 милиони. Кај приходите и со измените и дополнувањата за 2026 година, во вкупен износ од 970 милиони, вкупниот буџет ја има следната структура: даночни приходи од 210 милиони, неданочни приходи од 25 милиони, капитални приходи од 28 милиони, трансфери и донации од 706 милиони. Билансот на расходи со измените и дополнувањата во вкупен износ од 970 милиони ја има следната структура во рамките на вкупниот буџет: заплати и надоместоци 405 милиони, резерви и недефинирани расходи 866.000, стоки и услуги од 169 милиони, каматни плаќања во износ од 4 милиони и 300.000 денари, субвенции и трансфери 81 милион, капитални расходи од 293 милиони и отплата на главница во износ од 16 милиони.
со измените и дополнувањата на буџетот на општина Гевгелија за 2026 година, основниот буџет во висина од 513.025.237 денари ја има следната структура на приходи: даночни приходи од 210 милиони, неданочни приходи 3.850.000, капитални приходи од 28.650.000 и трансфери и донации од 270 милиони. Со измените и дополнувањата, кај основниот буџет, кој е во висина од 513 милиони, ја има следната структура на расходи: за плати и надоместоци 67 милиони, резерви и недефинирани расходи 866.000, стоки и услуги во износ од 93 милиони, каматни плаќања 4 милиони и 300.000 денари, субвенции и трансфери од 75 милиони, капитални расходи во износ од 254 милиони и отплата на главница од 16 милиони. Значи, со измените и дополнувањата на буџетот на општина Гевгелија за 2026 година, капиталните расходи во вкупниот буџет изнесуваат 293 милиони и учествуваат со 30,19%, додека кај основниот буџет изнесуваат 254 милиони или процентуално 49,64%. Со ваквата структура се задржува развојната компонента на општина Гевгелија и се потврдува определбата за реализација на капитални инвестиции и инфраструктурен развој. Благодарам. Благодарам. Представникот на општинската администрација, збор му давам на градоначалникот, повелете. Почитувани советници, денес имаме измени и дополнување на буџетот на општина Гевгелија за 2026 година. Со денешниот ребаланс на буџетот имаме зголемување на основниот буџет на општина Гевгелија од околу 67 милиони денари. Значи, со предлог буџетот за 2026 година, основниот буџет беше во износ од 446 милиони денари, 289.554 денари, а со денешниот ребаланс истиот ќе биде 513 милиони денари, 026.237 денари. Зголемувањето на основниот буџет доаѓа како резултат на зголемениот износ по основ на ДДВ од Министерство за финансии и заради пренесениот вишок од 2025 во 2026 година. Значи, со предлог буџетот за 2026 година пренесен вишок имавме по предлог буџетот 10 милиони денари, а вкупното пренесување на вишокот е 53 милиони денари, 158.464 денари. Значи, тука имаме зголемување од 43 милиони денари, а по основ на ДДВ со предлог буџетот имавме 57 милиони денари, 089.036 денари, а со овој ребаланс, значи имаме зголемување од 24 милиони денари, како резултат на дописот и одлуката на Министерство за финансии. Значи, и минатата година и оваа година имаме значително зголемување по однос на ДДВ од државата заради добрата реализација во изминатите 3 години, големиот процент на капитални расходи и воопшто стопанска активност на територијата на општина Гевгелија. Значи, сега вкупните приходи по основ на ДДВ ќе бидат 81 милион денар, 340.291 денар. Овие средства во делот на расходната страна се распределени таму каде што ќе има потреба во наредниот период во зависност од реализација на проектите. Значи, најголемо зголемување имаме во однос на капиталните расходи. Значи, со буџетот за 2026 година предвидени беа 214 милиони денари, 409.364 денари, а со предлог буџетот, а со ребалансот, капиталните расходи ќе бидат 254 милиони денари, 662.381 денар. Значи, овде имаме од 67 милиони, околу 40 милиони денари со ребалансот се на ставката капитални расходи
претежно за реализација на проекти, но исто така имаме зголемување на ставката за експроприација од 5 на 10 милиони денари. Овде имаме зголемување од 5 милиони денари со оглед на тоа што интензивно се работи за експроприација на земјиштата за реализација на нови проекти. Зголемување од на расходната страна имаме на ставката стоки и услуги 42, значи овде имаме зголемување комунални услуги грејење, ставката 421 од 20 милиони на 28 милиони денари. На седницата на Совет за финансискиот извештај за првиот квартал од моја страна беше укажено дека зголемени ни се трошоците по однос на електрична енергија и плаќање на сметките за струја, кои се токму во оваа ставка, и заради тоа во оваа ставка имаме зголемување. Исто така имаме привремени вработувања, овде ставката од 2 милиони и 300 денари се зголемува на 5 милиони и 700 илјади денари. Ова доаѓа како резултат на тоа што договорците на дело се намалени. Во изминати 5 години имаме 21 помалку вработени, а само 10 нови се примени. Во моментот имаме 5 на привремено вработени, на определено време. Овие сите мислам дека се ќе биде решено до крајот на годината, пошто оваа ставка веќе нема да има потреба од толков износ на средства. Исто така, во ставката 4.6 субвенции и трансфери, овде имаме зголемување од 10 милиони денари, од кои 4 милиони денари се за дело спор, околу 1.500.000 денари имаме за еднократна помош за болни, околу 1.500.000 денари се за плаќање на трошоците по однос на тужбите на пожарникарите, а исто така овде се предвидени 2,5 милиони денари за Југоисточен плански регион. Значи, овие проекти што сега ги наброивме во делот со пограничната соработка со Грција, тие се заедно аплицирани со Југоисточен плански регион. И нивната реализација ќе биде, но секогаш, тие што имат повеќе искуство знаат, средствата стигнуваат многу покасно, европските средства, и заради тоа општините, а во овој случај Југоисточен плански регион, треба пред тоа да ги реализира обврските кон изведувачите, а потоа стигнуваат средствата од европските средства. И заедничка одлука беше на Југоисточен плански регион, согласно со глава по жител, сите општини да учествуваме со аванс кој ќе биде даден на Југоисточен плански регион, да може да ги реализира овие проекти, меѓу кои видовме дека има голем дел и за Гевгелија, а по реализацијата на европските средства, потоа тие повторно ќе бидат вратени во буџетот на општина Гевгелија од страна на Југоисточен плански регион. Ова е во кратки црти причините за ребалансот, колку е зголемувањето и каде генерално се распределени поголемите средства. Благодарам. Благодарам. За збор се јави Попов, Патодоров, Сивова. Почитувани колеги, моите дискусии за нацрт буџетот се обично долги. За кварталните извештаи за реализација на буџет на општина и така за моите исто така долги. За ребалансот се многу кратки. Во овие прилики јас обично го коментирам само вклучувањето на дополнителните средства во буџетот и нивната распределба, целејќи го при тоа фактот дека целата структура на буџетот веќе е претходно и анализирана, и дискутирана, и гласана,
односно рамката строго дефинирана. Представникот, па и градоначалникот истакнаа во своето воведно излагање, го имаме тоа и во образложението, дека основниот буџет ќе се зголеми за 66,7 милиони денари, со што конечно се исполнува моите предвидување од минатата година, дека во следниот мандат, тоа е сега тековниот, буџетот на општина Гевгелија се изразува во милиарди. Не можам да не се сетам на мојот прв буџет за кој што сум гласал, тој за 2022 година, кој актуелниот градоначалник еве го скрпи на тогаш 200 милиони денари, како резултат на недоволно добрата реализација во претходниот период. За сега да имаме буџет од половина милиарда денари, што ќе се согласи да сите или не, според мене тоа е одличен резултат, постигнат за период од помалку од 5 години, добиваме зголемување од 2,5 пати. Од каде иде ова зголемување на основниот буџет, веќе слушнавме. Јас само ќе го истакнам фактот кој редовно го истакнувам при секоја анализа на буџет, дека особено ме радува што парите од поврат на ДДВ се зголемени, затоа што во буквален превод тоа значи зголемена стопанска активност. Или попрецизно, слушнавме, добиваме 24,2 милиони повеќе од претходно планираните 57 милиони и сега тие изнесуваат 81 милион денари по основ поврат на ДДВ. Јас ќе истакнам и тоа, дека за мене исто важен момент, дека ваквата состојба зголемен поврат на ДДВ е актуелна само во последните 2 години. Со претходната централна власт тоа не беше случај, напротив беше обратно. Повратот беше редовно помал од очекуваниот и проектираниот. Со распределбата на расходната страна, гледаме дека повеќе од средствата, овие што ги внесуваме, значи некаде околу 60% од ова што ќе се внесе, оди за капитални расходи, со што се задржуваат 50% од основниот буџет за капитални расходи, со што повторно ќе мора сите да се согласиме да констатираме дека ваква развојна компонента не е имал ниту еден буџет, барем на општина Гевгелија, со децении назад. Од тука, според мене, градоначалникот и неговите соработници ги заслужуваат сите честитки околу нивниот ангажман во врска со буџетот и воедно и понатамошната целосна подршка од советничката група на ВМРО ДПМН. Понатаму имаме зголемување на буџетот во основ буџетни дотации за 15,8 милиони денари, што не е малку. Буџет на самофинансирачки од 76.000 денари. Јас овие нема да ги коментирам. Ниту пак имам намера за ова на градоначалникот да малку аплодирам. Оставам тоа да го направат колегите од Левица, кои не ја прават разликата помеѓу основен и вкупен буџет, па во дискусиите го фаворизираат вкупниот. Мојот осврт, како и до сега пред малку, секојаш е на основниот. Основниот буџет е моторот на развојот на општината, додека овие средства што ќе ги вклучиме по основ на дотација од централната власт, се обична статистика, која според закон само се евидентира во вкупниот буџет на општината и толку. Манипулирањето со истите во било какви анализи, јас нема да го правам, бидејќи го сметам или за погрешно или тенденциозно. Сакам да верувам дека тоа е секојаш првото, бидејќи полесно се поправа. Следуваат буџет на донации, повторно зголемување од 1,5 милиони. Повторно ќе истакнам дека ми се особено драги, затоа што тоа не се пари од централната власт кои ви следуваат по дефолт според закон. Донациите се од странство, а тоа е нешто сосема друго. Тоа е поврзано со капацитет, со кредибилитет, со изградено портфолио на општината, нешто сработено во претходниот период и не е привилегија на сите општини. И за крај, почитувани колеги, колега Димитров, особено ме радува фактот што ребалансот го има вниманието и присуството на денес на сите советници. Иако со додадените средства во буџетот, бројките се уште понепријатни за читање за советниците од опозицијата,
споредено со тие од кварталниот извештај од претходната седмица. Јас им честитам на денешната одлука, така тој треба да биде, добрата реализација на буџетот треба да биде само мотивација, а не и причина за разочарување. Јас на градоначалникот и соработниците посакувам успешна реализација во период кој следи и уште еднаш ја истакнувам безрезервната поддршка на советничката група на ВМРО. Благодарам. Следен за збор Тодоров. Реплика. Силована Попов. Колега Попов, ја спомнавте советничката група на СДСМ како координатор, осеќам должност да се јавам на говорница. Значи, советничката група на СДСМ не бега ниту од одговорност, ниту од учество во работа. Не бега. Ако ја напушти седницата, образложува зошто. Значи, не поздравувате што сме тука сме секупат ние, арно, ама ако сметаме дека има потреба нешто што не е како што треба, тогаш ја напуштаме седницата. Благодарам. Благодарам. Следен за збор. Се најдов повикан да ви одговорам, колега Попов, како советник од Левица и да ви кажам една работа, се разгледува вкупниот буџет, не се разгледува само основниот буџет, односно оној што е административниот на општината, меѓутоа вам вака ви одговара, од таму да се фалите, ние ја гледаме целата слика и реалноста, бидејќи надлежностите на општината ги опфаќаат и училишните институции и градинките и сите и спортските објекти и така натаму и така натаму. Сите што се финансирани со директни дотации. Значи, кога гледаме едно цело буџет, тоа се гледа цело, не се дели. И да, треба да бидеме срекни дека имаме буџет од пола милиарда денари, основен и целосен скоро 1 милиарда денари. Значи, буџет кога збориме, да не ги буниме граѓаните, дајте да се договориме за што зборуваме тука. Или ќе зборуваме за купната сума цела на буџетот и за што се трошат паричните средства, или да зборуваме само за оној основниот буџет, без дотации и донации. За да им биде јасно на граѓаните, бидејќи така да ги носиме во заблуда, едноставно, обичен човек не разбира ние тука за што зборуваме. Па вие викате 13% плати, ние викаме 50% плати, 60% плати и така граѓаните викат сега кој што зборува. Благодарам. Благодарам. Момент, кој зашто се јавува од вас? Не, неговата е реплика, не. Следен за збор е Тодоров. Евентуално можеше само контрареплика од колегата. Повелете за збор. Благодарам, председателке. Вака сега ќе продискутираме за овој буџет, односно ребаланс на буџет на општина Гевгелија, имајќи предвид дека градоначалникот ги одби сите амандмани од опозицијата при носењето на предлог буџетот. При овој ребаланс на буџет има некои амандмани кои се надевам дека ќе понесе доблест и ќе ги прифати и вие како советничка група која што е на власт. Бидејќи од самото излагање градоначалникот заклучив дека тој рече се распределуваат 40 милиони денари во делот на капитални расходи и со тие средства не знаеме што ќе правиме, односно немаме проектна документација. Па еве градоначалник би ве замолил да се сетите на седницата пред крајот на минатата година, кога ви поднесовме амандмани и може да размислите за формирање на јавно сообраќајно предпријатие, може да ставите еден видеобим на плоштадата што граѓаните ќе бидат запознати за активностите во културата, за активностите во спортот, за мерките на општината. Може градоначалник да размислите и за
нови сообраќајни решенија, односно креирање на велосипедски патеки низ градот наместо овие обележени паркинг простори по булеварите кои само го кочат сообраќајот и представуваат опасност. Може да размислите кон решавање на хаосот во центарот и изградба на катна гаража и за тоа ви поднесовме амандман на предлог буџетот. Тука на центарот да го реурбанизираме стариот пазар и да направиме на катна гаража, и вака овие економските чинители во центарот на градот ги дискриминиравте со наплаќањето на паркинг. Сега граѓаните ќе отидат во овој новиот мега шопинг мол кој што има бесплатен паркинг, а со кој што се фалиме. Вака ли ние ќе работиме за нашите граѓани? Таму странскиот капитал ќе инвестира и ќе зема кири, а овде треба нашите граѓани да земаат кири и да држат бутици. Или ние ќе бидеме робови на странскиот капитал. Така ќе се движиме како општина. Еве ќе видиме, ќе разговараме за 6 месеци. Центарот ќе ни зјае празен. Размислете за ова што ви го зборам. Во однос на приходите од ДДВ-то, точно е тоа, проектирани се поголеми приходи со државниот буџет по однос на прибирање на ДДВ, па затоа и нам ни ги зголемуваат приходите по основ на ДДВ. Ќе видиме точно за колку средства ќе стане збор и колку ќе ни испладат. Засега ова е само планирање. А во однос на овој вишокот, што е пренесен од минатата година, кој што е скоро 1 милион евра, се вкупно 40 милиони денари во основниот буџет, како што милувате да кажете вие, и уште 20 милиони има од другите буџети, што го сочинуваат целосниот буџет на општината, значи негде околу 51 милион. Ајде да бидам прецизен математички, 850.000 евра, не 1 милион. Се вкупно. Па не знаеме каде ќе ги насочиме овие 83 милиони во проекти. Ви дадов идеи, ќе ве замолам, прифатете некои амандманите, внесете го, донесете предлог одлука за овие решенија кои ви ги понудивме и да направиме нешто во Гевгелија што ќе остане. Да не ги копаме улиците по 3 пати, па да ги реконструираме потоа дупките, ударните дупки, а ударните дупки представуваат 70% од самата површина на улиците. Ако ги направиме, да ги направиме тие улиците еднаш. Да ги асфалтираме и да завршиме со таа приказна. Да не трошиме мегаломански парични средства на улици како Маршал Тито со гранитни плочки и гранитни ивичнаци, додека други улици не се асфалтирани во градот. Председателке, дали треба вака да се однесува одреден советник во Советот на општина Гевгелија и да дофарла? Ке се грижите вие за редот и мирот во општината? За редот и мирот во... Ваква неписменост и вакви навреди. Значи, како преминувате и вие сега? А вие реагиравте ли? Па дозволете ми да реагирам. Кај се смеете, бе? Јас се смеам. Смеете. Јас, колега, се смеам. Еве ќе ви извадат пак на саботажа. Благодарам. Ако разговарате, разговарајте за буџет, а не вакви планински маниери. Да бива засечени, лепени и монтирани колега Тодоров. Следен за збор е Сивова. Вегов, па Петр. Колега Димитров, така крена рака на самиот почеток. Ќе бидете евидентирани и вие. Благодарам, председателка. За бројките во ребалансот, во измените и дополнувањето на буџетот на општина Гевгелија за 2026 година, многу се збореше и од представникот на општинската администрација и од градоначалникот, од дел од советниците, па не би сакала да се повторувам. Само сакам да кажам едно. И во минатиот состав на Советот, па и сега, кога доаѓа ребаланс на буџетот, јас ги издвојувам програмите на програми што се зголемуваат, програми што се намалуваат и програми што не биле планирани во буџетот и програми што остануваат исти. Сега, програми што се зголемуваат, програмата А0 Совет на општината се зголемува за 2666 денари. Програмата Д0 градоначалник за 1.500.000 разни трансфери и да, увидовме дека тоа ќе се исполнува понатаму во програмата за социјална заштита што е за поздравување.
За прв пат кога видовме програмата на градоначалникот да се зголемува, советничката група на СДСМ ја поддржува. Програмата е 0 општинска администрација 13 милиона и 290 хиляди. Подпрограмата е капитални разходи на општината за 8600, Г1 поддршка на ЛЕР за 2500, Ј3 јавно осветување за 4 милиона и сека тука се подпрограмите ЈА, изградба на јавно осветување за 4300, други градежни објекти, Ј1 подпрограмата Ј1 изградба и реконструкција на локални патишта улици 15 милиона и 400, округло ќе зборувам за да не оптеретувам говорницата. Подпрограмата ЈИ, подпрограма ЈИД, изградба на атмосферската канализација на делот од Ванче парк 961 илјада, спорт и рекреација 4 милиона разни трансфери и тоа ќе го спориме во програмата за спорт. Под програмата Л капитални разходи спорт и рекреација за 1.614.240, тука е наведено други градежни објекти. Програмата W0 противпожарна заштита 2 милиона 380, WA капитални разходи противпожарна заштита 500.000 или вкупно програми што се зголемуваат се на износ од 59 милиона 737.450. Програми што се намалуваат се програмата Ј6 одржување и заштита на локални патишта и улици 2 милиона и ЈИ подпрограма ЈИЦ изградба на секојна атмосферска канализација на улица новопланирана за 211.767 или вкупно во вкупен износ 2 милиона 211.767. А програми што не биле планирани во буџетот е програмата Ј, подпрограма ЈЈ, изградба на депонии за отпад 1 милион денари, програмата ЈН, капитални разходи урбана опрема 2 милиона и 500, други градежни објекти, ЛА, капитални разходи спорт и рекреација 2 милиона и 500, каде што пишува купување опрема и машини, ЕНА, капитални разходи основното образование 3 милиона за други градежни објекти, В1 детски градинки 210.000 за договорни услуги или вкупно програми што не биле планирани во буџетот 9 милиона 210.000 и сега прашањето директно до вас ми е, градоначалнице, зошто не биле планирани? Затоа што еве за изградба на депонии за отпад 1 милион денари, на комисиите вчера го прашавме представникот на општинската администрација, тие 1 милион денари зошто ќе бидат потребни? Затоа што ако со 1 милион денари може да се направи депонија, онда браво ние. Значи во целина програми што се зголемуваат, реков се на 59 милиона и 700, што не биле планирани 9 милиона, е програми што се намалуваат за 2 милиона и догодаваат купниот износ на промените во основниот буџет 66 милиона 732.683 денари. Сега. На комисиите вчера за конто 427 во биланс на расходи за привремени вработувања на прашањето на што се должи зголемувањето од 3 милиона и 400.000 денари од планираните 2 милиона и 300, сега се 5 милиона и 700. Представникот на општинската администрација одговори дека се планира, што не значи дека ќе се трошат и дека во моментот не се планираат нови вработувања во општината, но самиот факт дека се работи за убава сума, кај ме не буди сомнеш за искажаното, но времето што е пред нас ќе покаже дали сомнешот ми е оправдан или не, затоа што во пракса од домакинско работење никој не планира средства ако не смета дека ќе му бидат потребни. Затоа што во финансиски или буџетски документи оваа ставка означува трошоци за плати и надоместоци за привремено ангажирани лица. Излагањето на комисиите, на представникот на општинската администрација, со излагањето сега, ваше градоначалниче, не се софаѓа. Па сега прашањето ми е што е точно. Благодарам. Позна за збор. Или градни Петров Павели. Добро, да реду, да. Петров Бегов, Петров Димитров. Да.
Ви благодарам, почитувана председателка. Вчера јас на комисијата на достатните прописи имав забелешки Да, благодарам. Вчера, значи, како што кажавте, со забелешките од комисиите, не знам дали ги пренесува забелешките од комисиите. Јас како председател на комисијата за статути прописи имав забелешка, дискутиравме овде со колегата Попов, кој е во право, така да може ќе одлучите вие кој е во право. Значи, сега ќе повторам што забелешките и до градоначалникот, односно ќе се однесуваат на него, на процедурата на донесувањето на ребалансот на буџетот, иако може да се јави процедурално, како што вие милувате да прашате по кој член од деловникот е прекршена процедурата, како ние 207 членови деловник ги знаем сите на памет, мислам дека и вие сигурно ги знаете, и веќе спомнам дека тоа е глава 6, јавна и стручна расправа по нацрти прописи од член 173 до член 177 од деловникот за работа. Значи, како што спомнав на претходната седница на совет на градоначалникот му кажав дека постапката за ребаланс на општинскиот буџет подлежи на истите правила како и неговото првично донесување, што значи дека е задолжително одржување на јавна расправа. Општината е должна да организира јавни собери, локални буџетски форуми пред предлогот да биде ставен на гласење пред советот. И оваа обврска на општината и на градоначалникот произлега од законската регулатива, односно од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа и Законот за буџети. Значи, истата постапка се работи, господин градоначалник. Ребалансот, измените и дополнувањето на буџетот се носи во иста постапка како основниот општински буџет. Учеството на граѓаните е задолжително, вклучувањето на јавноста, за да се обезбеди транспарентност на при прераспределбата на општинските пари. Значи, буџетот е, класично кажено, касата на граѓаните, со која што вам ви дал мандат, народот ви дал мандат да раководите со неа, и вие сте должни да го известите народот кога има плюс прилив пари во неговата каса или одлив пари од неговата каса. Значи, во членот 173, Советот самостојно на предлог на градоначалникот или кога е тоа предвидено со закон, ќе донесе заклучок за организирање јавна или стручна расправа по нацрт на одлуки или други општи акти за кои ќе се оцени дека се од особено значење за граѓаните на општина Гевгелија. Колега Благоје сигурно најавате за кој член зборувам. И не сакам да се повторувам, да земам време овде на говорницата и да ги читам и другите членови од деловникот, само сакам да апелирам во иднина, веќе сум овде 2 години, 1-2 ребаланси поминавме. Почитувањето на постапките на законите на процедурите е слабост на општината и на овој градоначалник. Па сакам да апелирам во иднина да е надминена оваа слабост, да бидеме транспарентни спрема граѓаните, да ги поштуваме законите, да поднесуваме амандмани, предлози, да ги слушнеме мислењето на граѓаните и заедно овде сите во една убава, фер, демократска атмосфера да изгласиме за доброто на сите граѓани. Благодарам. Благодарам, колега Петров. Во членовите кои ги цитирате од деловникот и во член 144 е опишано дека буџетот, да кажем, и статутот на општината се носат во 2 фази, но не е потенцирано дека тоа се однесува и на измените и дополнувањето на буџетот на општина Гевгелија. Председател? Само за советничката. Првото прашање беше во однос за ставката 3 милиони денари за депониите. Да. Во моментот, значи, се на терен, се прави спецификација за сите помали и поголеми депонии, за да после во наредниот период биде објавена јавна набавка и маршрутување на сите. А истовремено дел од тие средства ќе бидат искористени, значи, можеби најважната работа во моментот, а тоа не е решавање на проблемот со градежниот чуд и депонијата која создава, не е регулирано. Нема да биде лесен процес, но ќе го започнеме тој процес. И токму заради тоа да на таа ставка има стрес во однос на привремените вработувања, дали ќе има нови привремени вработувања, да, значи
градежен инженер со повеќе од 10 години искуство, социјално екипирање на оделението и секторот за урбанизам и локален економски развој од Фондацијата Флорид, исто така со долгогодишно искуство за аплицирање на проекти. И тие ни се двете клучни оделенија каде што е потребно, значи, луѓе со долгогодишно искуство за да ни бидат од помош и од бенефит на локалната самоуправа. Благодарам, градоначалник. Следен за збор Бегов, доктор Димитров. Благодарам, председателка, почитувани градоначалник, почитувани советници, почитувана гивиерска јавност. Будно го следев излагањето и на градоначалникот и на администрацијата за ребалансот на буџетот. Секоја чест за општина Гевгелија, што во изминатите 2 години има покачување на ДДВ-то од централната власт, која се слева во буџет на општина Гевгелија. Тоа не беше пример во претходниот период, но со добрите реализација на буџетите во изминатите години, тоа се пресликува сега и се резултира со тоа што можеме да и користиме овие дополнителни средства во буџетот на општина Гевгелија. Секоја чест дека овие средства се распределени најмногу во реализација на капиталните расходи. Сите гледаме дека во Гевгелија на секој дел од градот има градежна активност. Советниците од Левица претходно во излагањето рекоа дека немало проекти, не гледале проекти, а капитални приходи, во буџетот за капитални расходи сме зголемиле во овој ребаланс, така да проекти кои се во текот и кои се во завршна фаза, значи имаме реконструкција на улицата Маршал Тито, која е белег на градот Гевгелија, реконструкција на старата чаршија, исто белег на градот Гевгелија, изградба на улица ново планирана 7 кај Комуналец, која е неопходна за итната медицинска помош, за градинката детска радост, за тој дел од градот, кај што ќе се растерети гужвата на улица Слободан Митров Данко, внатрешно опремување на детската градинка Сончо Гледин, изградба на фекален коректорски систем во блок 12, изградба на фекална канализација и водоводен систем на стамбената населба Александар Бел Марзенци, изградба на парк на детско катче на булевар кај семафорите, изградба на детско катче во блок 5 Стара касарна, изградба на атмосферска канализација на улица Кукушка, неопходна од поплавите кои во минатите години жителите на таа населба, на тие улици има последици од секој пороен дожд, исто и на улицата Петар Мусев, улицата Ванчо Прке, кај што на секој пороен дожд жителите поставуваа барикади да не им влезе вода во дворовите и во визбите. Со тоа сега со оваа атмосферска канализација ќе се реши долготрајно овој проблем. Изградба на атмосферска канализација на улица Гоце Делчев, партнерно уредување за изградба на паркиралишта пред градинката Сончо Гледин, реконструкција на старата школа Серменин со изградба на велопатека, изградба на фекална канализација на блок 4-4 на улиците Караорма, Леонид Јанков, Радован Ковачевич, ново планирана 2 кај градинката Сончо Гледин. Изградба на атмосферска канализација блок 4-4 на улиците Кожув, Миле Пецанов, Панче Пешев, Караорман, Леонид Јанков, Радован Ковачевич, ново планирана 2, Ристо Јанев. Изградба на водоснабдителен систем во блок 4-4 на улицата Кожув, Миле Пецанов, Панче Пешев, Караорман, Леонид Јанков, ново планирана 2, Ристо Јанев.
Значи имаме изградба и на пешачка патека во село Негорци, од потегот кон Пардејци со затварање на отворен канал и изградба на атмосферска канализација. Изградба на парк во село Негорци, реконструкција на влезната улица во село Моин 800 метри. Изградба на фекална канализација и канализациона мрежа во село Милетково. Значи овие се капитални проекти кои во моментот ги зголемуваме овие приходи, значи капиталните приходи ги зголемуваме за да се реализираат овие проекти. Овие се неопходни проекти моментално на граѓаните во општина Гевгелија. Благодарам. Реплика на Вегов, Силова и Тодоров. Извинете, нема да видам. Колега Вегов, воопшто не ми пречи кога набројувате остварените проекти, ми пречи кога не се држите за точката на ДВР, таа не ве прекинува председателот на Советот. Нама ми пречи кога правите споредба со минатиот период. На секое ваше излигување, на говорица, знаете да нафрлите, сега се прави ова, а во минатото не. Заборавате дека во минатиот мандат, кога беше градоначалник од редовите на СДСМ, имавме пандемија. Светот беше затворен. Градежните активности беа стопирани затоа што имавме полициски час. Значи не можевме да излегуваме надвор за основни потреби, а не па да се прави градежна активност. Благодарам. Тодоров? Контрареплика на Вегов на Силова. Колешка Силова, начубало така што забележавте дека сум споредувал во минатото. Сите знаеме кој работи сега, а кој како работел во минатото. Не зборам само за мандатот на претходниот градоначалник на општина Гевгелија, зборам за сите мандати претходно. Значи, ова сега што се реализира, никогаш не се реализирало во општина Гевгелија. Значи, ова е градежен бум, моментално. Сите гледаме дека сите делови од градот се во градежна офанзива. Со овие, не случајно ги наброив овие канализациони и атмосферски канализации, фекални канализации. Значи, со ова, доколку се реализира до крај на мандатот на овој совет, општина Гевгелија ќе биде една од првите градови, првите општини во државата кај што ќе има повеќе од 90% покриеност на канализациони мрежи. Со тоа, најголемиот проблем на граѓаните на општина Гевгелија, сите знаеме во 2004 година каква поплава имаше овде. Сите знаеме со сите поројни дождови какви проблеми имаа граѓаните на општина Гевгелија. Ги решиме тие проблеми со овие капитални расходи, што сега ги правиме. Благодарам. Тодоров? Колега Вегов, во овој буџет, кога веќе зборувате за сите претходни мандати, во овој буџет е реконструкцијата на летнатиот кров од средното училиште Јосиф Јосиповски, што е граден по партијата која што вие застапувате во нивно време, која што е реконструирана еднаш бидејќи летна, пак во време кога вашата партија била на власт, функционери од вашата партија, и сега по трет пат повторно летна кровот, и пак ќе го реконструирате. Се надевам дека во овие 14 години од кога првиот пат е реконструиран, нема да го правиме во 20 уште два пати. Така се работи во држава, вкупно, а и во општина Гевгелија. Затоа е доказ и улиците кои што се раскопуваат пред секој мандат. Како што добро паметам, градоначалникот Сарамандов и на почетокот на неговиот мандат, првиот, цела Гевгелија беше ископена,
прекопена, за сега повторно тие исти улици повторно се копаат и повторно се санираат. Ние за крпење на дупки не знаеме колку пари имаме дадено во овие 5-6 години. Во однос на изградбата на старата чаршија, да, личи на нешто, исековте се што е зелено, меѓутоа, колега Вегов, сте виделе вие колку дукени таму зјаат празни? Сте видели дека нема никаква активност, така? Вашите приоритети се контрадикторни. Отварате мол на крајот од градот, реконструирате стара чаршија, таму имаат граѓаните бесплатен паркинг, тука граѓаните треба да плаќаат паркинг. Овие, иако реконструирани, иако фрлени, мислам, околу 800.000 евра, поправете ме ако грешам, овие дукини зјаат празни во старата чаршија. За жал. И жално е во 2026 година да зборуваме за покриеност со канализација, за покриеност со атмосферска канализација и така натаму. Додека вие, како политички субјекти, и вие, и СДСМ, се расправате кој направил влез во селото, кој направил пешечка патека и така натаму, ние имаме 1200 потврди за неосудуваност од судот во општина Гевгелија, луѓе кои заминале да работат во странство. Таму треба да ги креираме нашите политики, треба да помогнеме во локалниот економски развој. Развој не се крпење на дупки, развој во 21. век не се изградба на комунална инфраструктура. Благодарам. Благодарам. Следен за реплика Нелов. Благодарам. Почитуван председател на Совет на општина Гевгелија, почитувани советници, почитувана гевгелијска јавност, медиуми. Ето, испровоциран од дискусијата на колегата Вегов, сакам само да, пошто расправаме за ребаланс на буџетот на општината и беше спомната старата чаршија, ме интересира и би поставил прашање до самиот колега, ако може да ми одговори колку пати се планира да се засадуваат овие дрвата што се тука што излегуваат на улица 7 ноември, затоа што пред некој ден беа отстранети претходно поставените дрва нови и сега беа засадени повторно, па дали се планира секој месец да се вршат тие работи и доколку се планира истото, односно пошто беше спомната улицата, колку средства од ребалансот за оваа година се наменети за овој зафат, за замена на тие дрва таму. Благодарам. Колега Неловски, репликата ви е насочена на колегата Вегов со ова прашање? Да. Така адресирам и јас. Следен за збор Петков. Ви благодарам, председателке. Почитувана председателке, почитуван градоначалник на општина Гевгелија, почитувани представници на општинската администрација, почитувани колеги советници, почитувани представници на медиумите и почитувани сограѓани. Денеска, со ова мое излагање, ви се обраќам за да дадам еден осврт на овие предлог измени и дополнувања на буџетот на општина Гевгелија, така што со ова излагање ќе се обидам да ја доолувам целосната слика што е позади бројки. Освртот ќе ми биде на основниот буџет, а подоцна ќе објаснам и зошто баш на основниот буџет ќе ми биде освртот. Најпрви, Гевгелија засилено чекори по веќе трасираниот развоен пат со овој буџет. Крунскиот доказ за оваа теза е дека 60% од реалоцираните средства во овој ребаланс се наменети токму за капитални расходи. 60%. Ова е многу важен момент, што директно покажува дека развојот на општина Гевгелија
е врвен приоритет за оваа локална власт, предводена од ВМРО-ДПМН и градоначалникот Андор Сарамандов. А сега, ајде да се осврнеме и кон бројки. На приходната страна, разликата во овој ребаланс се појавува кај пренесениот вишок од претходните години во износ од 43 милиони 158 илјади и 463 денари и дотации на општината од приходи од ДДВ во износ од 24 милиони 251 илјади и 255 денари. Овие бројки сами по себе не значат ништо, мора да ги ставиме во релација. За да ја сватиме нивната особена важност, треба и да покажеме што стои позади нив. Ставката пренесен вишок од претходната година, баш во овој износ, како што го напоменав, а со оглед на тоа што во 2025 година приходната страна на општината беше надреализирана, а и капиталните расходи има одлична реализација, значи дека овие средства во главно доаѓаат од квалитетното менаџирање со општинските извори на приходи и добрата наплата на своите давачки, што е по директна заслуга на градоначалникот и неговиот тим, со оглед на тоа што во минатото овие бројки не беа ни напола од тоа што се сега. А во врска со ставката зголемени приходи од ДДВ, од страна на Министерството за финансии, се должат на исполнетиот услов дека во првите 3 квартали, односно до 39 во дадена година, треба да бидат над 75% реализација на собствените приходи. Што ова е уште еден показател дека ова зголемување се должи на тоа што Гевгелија е една од малките општини што си ги имаат исполнето овие обврски, па со оглед на тоа се наградени. Кај расходната страна имаме значителни поместувања кај капиталните расходи во износ од 40 милиони денари, или пак да напоменам, 60% од реалоцираните средства се стриктно наменети за нови улици, реконструкција на постоечки, изградба на нови паркови и детски игралишта и противпожарна опрема, како и други работи. Што директно ќе доведе да се подобри благосостојбата на сите граѓани. Вториот дел е кај субвенции и трансфери. Овде имаме зголемување од 10 милиони денари, каде што поголемиот дел се насочени кон развој и унапредување на спортот. Потоа средствата се зголемуваат за еднократна парична помош да се помогне кај нашите сограѓани кои што заболуваат од некои болести. Имаме отпремнина за вработени и други обврски кои што ги има општината, и третиот дел каде што има значително поместување е кај стоки и услуги. Овде најголемите издатоци се за електрична енергија заради цените на слободниот пазар, но потрошената енергија во количина не е зголемена, туку има повисоки цени, што тоа не зависи од општината, туку од слободниот пазар. Колега Петков, ќе може да го заокружите вашето излагање? Имам уште малку, да. Сега. Овој дел ќе го подскратам. Сакам да дадам коментар зошто се анализира основниот буџет, а не вкупниот буџет. Во основниот буџет влегуваат сите извори на приходи кои што општината сама ги наплатува. Даноци на имот, уредување на градежно земјиште, дотации од ДДВ-то и персоналниот данок кои што се наплатени и други работи. А кај расходната страна влегуваат трошоците и расходите кои што општината директно ги прави. Додека во вкупниот буџет влегуваат приходите и расходите кои што во најголем дел доаѓаат од делегирана надлежност од централната власт, што каде што општината има само улога на насочувач на тие средства. Како е текот на парите? Еве да земеме за образовна институција.
Министерството за финансии ја одобрува буџет на Министерството за образование и наука за основно образование. Потоа Министерството за образование тие пари ги насочува кон училиштата на ниво на целата држава. Потоа тие пари се испраќаат кон општините каде што дури ни еден ден не стојат на таа сметка и директно се насочени таму. Ова произлегува од обврската на државата која што во основните постулати има да има бесплатно основно образование за сите. Затоа ова не може да се каже дека е дел од буџетот на општината, бидејќи таа не ги распределува средствата, туку претходно некој ја има направено таа математика. Сега, со се во ова кажано, можам да кажам дека овој ребаланс е катализатор на развојот на општина Гевгелија, поради тоа што пак ќе напоменам 60% од реалоцираните средства се наменети за капитални расходи и капитални проекти. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Бидејќи никој друг не се јавува за збор, ставам точка 5, предлог измени и дополнување на буџетот на општина Гевгелија на гласање. Молам кој е за нека крене рака. Против? Воздржани? Еден на глас. Констатирам дека точка 3, предлог измени и дополнување на буџетот на општина Гевгелија за 26 година е усвоена со 11 гласа за и 1 не гласа. Кратка пауза од 5 до 10 минути ќе продолжиме понатаму со точка.